пратеници, почитувани медиуми, пред се почитуван народа македонски. Пред нас е избор на член во Советот на јавни обвинители. И одма на почетокот да кажам, тоа се тело, заедно со судскиот совет, кои се тела непризнани и од самата фела. Пред 2 дена, на анкета спроведена од ОПСЕ и Државната комисија за спречување на криминал, корупција, на анкетирани 427 судии, 164 јавни обвинители, 75% од фелата се изјасниле и кажале дека не веруваат во Судскиот совет на Република Македонија и дека не веруваат во Советот на јавни обвинители. Ова е можеби најпоразителниот податок во состојбите во правосудството во Република Македонија. Значи, ова не е перцепција на граѓаните, ова не е перцепција на меѓународната заедница. Ова е анкета на инволвираните, на судиите и на јавните обвинители. Тие не веруваат во овие две тела. Кога имаме ваква состојба, кога фелата, судската фела и јавно-обвинителската фела не верува во органите кои се на врвот од пирамидата, кои треба да ги штитат нивните интереси, тогаш сме го достигнале дното. Значи, полошо од ова не може. И тоа е сериозна бројка, 75% не веруваат. Значи, 2/3 не веруваат во органот кој треба нив да ги контролира, нив да ги унапредува или разрешува. Ова е дно. Од ова полошо не може да биде. И сега, во тој контекст, ние како собрање на Република Македонија треба да избереме член, односно 2 члена во оваа тело, во Советот на јавни обвинители. Прашањето одма на почетокот е дали со изборот на кандидатот ние ќе го подобриме, ќе ја подобриме состојбата во Советот на јавни обвинители. Дали со изборот на 2 кандидати ќе го подобриме, ќе ја подобриме состојбата? Одговорот е не. Затоа што самата постапка е фалична на избор на член во Совет на јавни обвинители. Цело време на комисија и во мојот одговор таму јасно докажав дека постапката е фалична, дека имаме проблеми со изборот на било кој член од пријавените кандидати. Дополнително, од неразбирливи причини, расправата по кандидатите кои се пријавија на конкурсот за кој денес зборуваме беше прекината. После анализата и дискусиите за еден кандидат, а именно на самиот конкурс имат пријавено 3 кандидати, расправата беше прекината. И комисијата тргна во гласање, првиот предлог, предложен од власта, се избра, сите останати немаа фер шанса нити да бидат дискутирани. Ниту имаше македонската јавност можност да слушне кои се останатите кандидати кои се пријавиле на конкурсот. Кои се нивните достигнувања, биографија и така натаму и така натаму. Значи, имаме повторно фалинка во демократскиот процес од демократски аспект. Меѓутоа, покрај тоа што е суспендирана демократијата, јасно докажувам дека овој конкурс на почитуваната господја Светлана Жупановска не може да помине. Зошто? Затоа што во законот за јавно обвинителство, за Судскиот совет за Советот на јавни обвинители, јасно во член 32 стои кои се условите за да биде избран било кој правник во Советот на јавни обвинители. Тие услови, значи, кандидатот мора да биде професор, мора да биде поранешен судија, мора да биде меѓународен судија, мора да биде адвокат и истакнат правник. Што се случува? Собранието распишува конкурс, еве го конкурсот. На конкурсот се препишани буквално членовите од законот.
има уште еден дел каде што собранието бара од кандидатите, внимавајте да достават биографија и документи кои се наведени во самиот конкурс. Почитуваната кандидатка Светлана Жупановска ги има дел од документите, меѓутоа нема документ дека е истакнат правник. Сите останати услови, претходно не била судија, не била меѓународен судија, не бил професор, не била адвокат, не ги исполнува. Таа може да биде единствено примена како истакнат правник. Собранието бара таа да достави документ дека е истакнат правник. Почитуваната госпоѓа нема доставено документ дека е истакнат правник, а и не може да достави, почитуван народе македонски. Затоа што таков документ не знаеме како изгледа. Никаде во законите во Република Македонија, нито во стручната литература не е дефинирано што е истакнат правник. Можете во слободно толкување вие да разговараме или да разговарате што е истакнат правник. Меѓутоа, кога нешто ќе го ставите во конкурс, тој документ мора да биде доставен. Почитуваната госпоѓа го нема доставено тој документ, значи незината апликација за член во Совет на јавни обвинители не е потполна. И по тој основ не требаше воопшто да разговараме за овој кандидат. Едноставно не ги исполнува условите. Да е парадоксот уште поголем, ниту останатите кандидати не го исполнуват овој услов. Нити било кој услов од претходните наведени. Со ова конкурсот е ништовен. Значи, немаме пријавено кандидати кои го исполнуваат, односно ги исполнуваат условите на конкурсот. Дополнително, конкурсот мора да биде срушен затоа што во истиот член 32 став 3 се вика: избори на членови од став 1 се одржува најкасно за 30 дена откако ќе се изберат членови од страна на јавните обвинители, во Советот на јавни обвинители. Значи и овој услов, помината е цела година, овој конкурс е ништовен, затоа што не е во согласно со закон. Значи, бираме член на Советот на јавни обвинители кој никако не може да биде избран. По два основа, а и реков самата процедура околу можноста да се дискутира за сите кандидати е пробиен. Сега зошто го бираме овој член? Затоа што е дел од матрицата ДУИ СДСМ. Затоа што е дел од матрицата СЈО. Затоа што овој кандидат јасно е дека кога ќе го стават на прво место, тој е фаворитот на владата, на ДУИ и помалиот приврзок СДСМ и дека ќе биде избран. Затоа што демократијата не е битна во оваа држава. Затоа што конкурсите се фарса. Затоа што нема простор за дебата, ние ќе го избереме овој член кој патем, ако ја видите кариерата, работела што работела и замислете, за 5 дена во СЈО е унапредена, неколку скалила повисоко и е стигнала до виш со работник. Значи, ова што се работи во Собранието на Република Македонија никако не може да се доведе во констелација со тоа што го почнав. Фелата веќе не верува во Советот на јавни обвинители. Фелата судска и јавно обвинителска не верува во судскиот совет, не веруваат во политиките кои се длабоко инфилтрирани во овие тела. Значи имаме 100% партизација на сите позиции каде што властите може да исполитизираат и да стават своји послушници. Затоа довербата во судството е под 3%, затоа имаме реакции веќе и од Фелата. Фелата сама против себе ствара кланови и не верува. Ленче Ристевска каже дека оваа тело е подлежно на влијанија, политички бизнис и не знам какви понатаму. Со вакво судство и со ваков однос на ДУИ и на СДСМ нема подобрување на состојбите, немаме добар избор. Благодарам.